Договор меѓу владата и СОНК нема, а продолжението на штрајкот до неизвестност го отвора прашањето како тој може да се одрази врз стопанството. Председателот на собранието на Организацијата на работодавачи на Македонија Ангел Димитров вели дека на долг рок штрајкот би можел да има негативно влијание врз стопанството. Еден подолгорочен штрајк во образованието во било која држава би донела негативни реперкусии во однос на квалитетот на човечкиот потенцијал, а камоли во Македонија која по квалитетот на човечкиот потенцијал заостанува многу наназад. Последниве денови сме свесни на кај се наоѓаат нашите ученици на PISA тестовите на дното на табелата, а и сите други истражувања за квалитетот на образованието се гледа дека нашите деца кои ќе пораснат некаде за 40% заостануваат по продуктивноста за разлика од нивните врсници во развиените држави. Човечкиот капитал, вели Димитров, кој подразбира знаење, вештини и способности да се заврши некоја работа, е од огромно значење за секоја земја. Ние 2010 во однос 2012 рипнавме од 0,54 на 0,56, а додека во Европа се движат од 0,75 до 0,80 индексот на човечки капитал. Па видите колку сме ние назад и колку ние тоа влие негативно на продуктивноста и на развојот на државата. Затоа што вие да земете современа опрема да набавите, ви треба и квалитетен кадар кој тоа опрема ќе знае да раководи. Значи покрај технологијата за производство, тука е неопходно знаењето на работниците во однос и на маркетинг, и на организација на работа, и во квалитет на производство, и во мотивираност и така натаму. Димитров смета дека треба да се залагаме за реформи во образованието кои што би го подобриле неговиот квалитет. Покрај долгорочните последици, можни се и моментални проблеми со штрајкот во градинките, приемот на деца и потенцијалните отсуства од работа, вели Димитров.